Родителите и постарите да не ги носат своите деца на бајачи и гатачи, бидејќи тие луѓе им служат на ѓаволот, а не на Бога, порача игуменот на Лесновскиот манастир отец Дамаскин, зборувајќи за се почестата појава на ваквите луѓе меѓу народот. Спомнувајќи го и нивното име, тој ги разобличи бајачите и објасни дека тие всушност не им помагаат на луѓето, кои што пак во болест или тага, а од незнаење и неинформираност бараат помош од некој сосема друг, а не од Бога. Отец Дамаскин конкретно ја спомена бајачката Каролина од Пробиштив, која е многу позната и кај кочанци и кој многумина ги прелажува со својата наводна енергија. За да некој е повикан од Бога, за да некој може да му помага на народот, пред се треба да го познае Бога, треба да живее со Бога и треба да живее во црквата. Надвор од црквата нема вистински ниту живот со Бога, ниту покаяние, ниту спасение, ниту пак може некој да прими некакви дарови Божји. На неа, како што таа раскажува, и се појавила Света Петка и други светители насон и рекле да чита одредени написи и да прави други дејствија и наводно со тоа да им помага на луѓето. Раководена од сонот, таа решила да ги послуша светителите и да му помага на народот, злоупотребувајќи ги при тоа светителите и со наводна Божја енергија им помагала при пород и здравствени проблеми. Отец Дамаскин им објаснил и неизе и на нејзиниот сопруг дека тоа нема никаква врска со духовност и не е од Бога и дека демоните може да се прикажат себе си и како ангели и да земат обличје и на Богородица и на Христос, само да ги прилаже, објаснувајќи го при тоа ставот на црквата во однос на соновите. Кога ќе имаме било какво видение наводно или нешто ни се јави на сон под маската на духовното, под маската на светото или на светињите, да речеме: Господи, ако е ова видение од Тебе, не сум достоен да го видам. Ако не е од Тебе, не сакам да го видам. Значи, во обата случаи Бог нема да не казни, ако ние не го примеме ниту сонот, ниту видението, ниту некој наводен знак кој што тој не го испраќа, туку Бог ќе не награди за смирението, бидејќи Светата црква не чува од прелестите и измамите на лукавиот. Реков, тој не настапува директно како со својот вистински демонски лик, туку се маскира себе си под маската на доброто, под маската на богоугодното, под маската на доброто и под таа маска прелажува и измамува многу луѓе. Сето она што ни е потребно за наше спасение го имаме во православната црква. Нема потреба ни да прашуваме, ни да лутаме, ни да бараме некаде настрана од црквата. Бог не ни се јавува насон. Бог нема потреба од дополнителни повици и откровенија. За да биде уште поголем апсурдот, таквите бајачи и гатачи немаат основни познавања од православната вера. Таа го злоупотребува и манастирот, бидејќи ги лаже луѓето дека доаѓа во Лесновскиот манастир и дека отец Дамаскин праќал луѓе кај неа. Таа ги лаже луѓето не само од Пробиштив, туку и пошироко, и во Кочани, и Штип, и во сите градови, не знам каде се не, дека таа всушност не работи за пари. Дека таа се што и оставаат дарови, пари за тоа што помага, дека сето тоа го носи во Лесновскиот манастир и ни го дава на нас за како помош на црквата. Значи тоа е апсолутно една безочна и безумна лага. Ова е една последна опомена до неа, за да се поправи, да се покае и да се врати во крилото на црквата. Во спротивност, нашиот митрополит лично и јавно ќе излезе и ќе ја одлачи од црквата и од светите тајни. Таа и досега воопшто ниту ги прима светите тајни на телото и крвта Христови, но ќе одлачи целосно од црквата и доколку не се покае, нема да биде удостоена ниту со христијански погреб. Туку ќе биде погребана како оние кои што се отпаднати од црквата или самоубиците. Вакви бајачи како Каролина од Пробиштив има и во Кочани и во другите градови од Македонија, за кои пред известно време и владиката Иларион зборуваше и ги одлачи од црквата заради самоволните действувања извесен Далибор и Ѓорѓе од Штип,
а и оние во Кочани кои добро им се познати на кочанци. На крајот отец Дамаскин упати апел до сите луѓе да не веруваат на ваквите лажни исцелители и додека не се допрашаат или информираат од свештеник каква е таа личност, да не одат по никакви бајачки и гатачки и да бараат помош, бидејќи Бог нема да ни се налути ако не се оди в црква да се бара помош, туку трпеливо ќе го чека нашето покаяние. Но доколку бараме помош од таквите луѓе кои што се непријатели Божи, тогаш ќе го навлечеме и гневот Божи врз себе и своето семејство. Заврши отец Дамаскин.